Во пресрет на 24 мај, денот на сесловенските просветители, светите Кирил и Методи, вчера во Центарот за култура Илјоантевски смок во Тетово беше одржана традиционалната свечена академија. Програмата на одбележување на празникот ја подготвија ученици од тетовските основни и средни училишта. Покровител на свечената академија беше општина Тетово. Веќе традиционално и ова година го организираме овој настан пред Денот на просветителите, 24 мај. За нас е многу важно дека оваа програма се подготвува на сите училишта, каде земаат учество учениците од сите основни и средни училишта од општината. Тоа е за нас многу важен елемент кој што го искажува и уметничкиот карактер и подготвеноста на учениците да учествуваат на вакви приредби. Значи се работи за еден оригинален 100% продукт, производ на учениците од основните и средните училишта. Исто така веќе станува традиционално да секоја година ги почестиме ние оние лица кои што се пензионираа во претходната учебна година. Една благодарност мала за нивниот голем труд што го вложија 40 години во образовниот процес. И ова воспоставена традиција ќе продолжи и понатаму и сите празници на учениците кои што учат во основните и средните училишта во општина Тетово на институционален начин ќе се одбележува и понатаму. Учениците од тетовските училишта изведоа рецитали, драматизации и песни посветени на творците на првата словенска азбука, а беа наградени со громогласни аплаузи од присутната публика. Програмата ја збогати настапот на тетовскиот женски младенски хор Менада под диригентство на доктор маестро Ивица Зорич. На сите идни поколенија иднината им ја променија, сејќи мудро семе сред варварско племе. Создадоа непоколеблив код, кој до ден денешен го поврзува целиот славјански род. Кирил и Методи, учители наши, блескаат код звезди и минјата ваши. Кнезот Ростислав од далечна Моравија, гуморицарот Михајло Треби, испратени царе, епископ и учител на наш јазик. Великиот кнез Ростислав од нас бора по Велика Моравија да се вршат богослужби на разборен словенски јазик. Чукин по Велика Моравија се вршат богослужби на неразборен латински, германски и хеврејски јазик. Еве, разгледајте го писмо. Честити цари, Ростислав е честен кнез. Тој добро ги познава потребите на својот народ. Само дајте ни малку време, да се подготвиме за далечни пат. Тогаш, Константин е филозоф, Методи, одете и просветлете го народ. По повод денот на сесловенските просветители на вчера одржаната свечена академија во Центарот за култура беа доделени признанија на пензионирани професори и наставници за нивниот придонес во наставниот процес. Светите браќа Кирил и Методи се основоположници на словенската писменост и литература и се заслужни за културниот развој на сите словенски народи. За двајцата браќа најважна е моравската мисија. Иницијативата за оваа мисија е дал моравскиот кнез Ростислав, кој за да ја стабилизира својата држава на политички план побарал помош од Византија, да му испратат луѓе кои ќе го проповедаат Божјото слово на разбирлив словенски јазик. Но тогаш словените немале букви, така што Кирил морал да состави азбука за да ги преведе неопходните книги на словенски јазик. За составување на оваа прва словенска азбука глаголица и за првите преводи од грчки на словенски јазик, Кирил го искористил јазикот на македонските словени од Солун и околината.